Пред година и нешто паднав на работно место. Паѓањето беше од застарена опрема на работа и повредата ми беше многу тешка, скршеница на десна рака. Дојде до големи компликации на раката, мускулатурата ми беше оштетена. По 8 година дена пак се оперирав на раката. Побарав промена на работно место, бидејќи добив од комисијата. Тие од моето работно место ме преместија на уште потешко работно место. Ова сведоштво на работничка од Прилеп, вработена во текстилниот сектор, е само еден од примерите во Македонија, каде и во 21. век се кршат работничките права без никој да реагира. Од инспекторатот сега наместо да ја заштитат и рекле дека повредата била нејзина вина од невнимание. Поради страф од губење на работното место, таа не сакаше јавно да зборува. Оваа работничка се уште оди на лекување. Поради ваквите и други слични случаи на кршење на работничките права кај нас, како да сме во робовладетелско општество, во тек е реализација на проектот Пристојна работа за жени работнички, социјално учество и зајакнување. Во 21 век ние се уште зборуваме за склучување на договор за вработување кој што работничките го потпишуваат, меѓутоа истиот го немаат кај нив. Истите не знаат дали се вработени со договор на определено, дали се вработени со договор на неопределено, на цело или на половина работно време. Работничките се ангажирани за вработување на едно работно место, меѓутоа истите веќе се прераспределени со устна наредба на друго работно место. Значи, ако работеле повеќе од 40 часа во текот на работната недела, не му се исплаќа преку време на работа, а исто така и имаме голем број на случаи со користењето на паузата од 30 минути во текот на работното време. Петреска потенцира дека се уште на пазарот на труд има дискриминација помеѓу мажите и жените, а жално е што за голем број жени поимот пристојна работа значи само пристојна плата, а не и сите оние други параметри кои што треба да ги има. Петреска ги охрабрува работничките да пријавуваат вакви случаи и да добијат бесплатна правна поддршка и совет.